Градоначалник во општина Центар веќе 2 години интензивно се работи на усовршување на ГИС порталот. Што се однесува до дигитализацијата, тоа е процес кој што никогаш не завршува со оглед на времето кога што секако треба и сите и локалната самоуправа да се дигитализира. Веќе го почнувате вториот мандат, па да кажеме што во моментот се случува во однос на дигитализацијата во општина Центар. Пред се ви благодарам што денеска сте наши гости. Како општина многу инвестираме, поготово и во делот на дигитализацијата, за да ги олесниме процесите и услугите на граѓаните, но и да ја подигнеме транспарентноста, која што и е на високо ниво, но и повеќе да се доближиме до самите граѓани и олесниме нивниот пристап до самата општина, начина изнаоѓање на информации потребни кои што сакаат да ги добијат и слично, и затоа инвестираме поготово во делот на ГИС порталот, кој што секоја година во него ставаме нови алатки за да ги подобриме условите, преку истиот самите жители може да направат увид, 3D увид на целата општина, да вадат изводи од дупови, дополнително како нови алатки се поставени и информациите во делот на зелените површини, до сега се сликани околу 80% од високостеблести дрва, каде што секој може да види на секоја улица каков тип на дрво има, со слика и така натаму. Потоа имаме можност да од минатата година да родителите ги запишуваат своите дечиња во училиштата, каде што може електронски да се достави самата пријава во училиштето, а благовремено и со внес на адресата на живење, да видат и во кое реонско училиште спаѓа нивното дете, за да знаат и каде истото да се упише. Имаме 3D анимација, односно 3D снимки од делот на нашите проекти, како што е новата градинка, незината внатрешност. Од година во година самиот ГИС портал го надополнуваме со нови алатки, се со цел да бидеме што поблиску до граѓаните, а граѓаните имаат што подобри и побрзи услуги и информации од страна на општината. Дополнително изминатите години, пред година и пол, веќе конечно заврши целосно поставување на лед осветлување, за да ги намалиме сметките на струја во општината, но и да ја подигнеме безбедноста и на пешаците и на корисниците на автомобили во сообраќајот. Дополнително сега наредно е поставување на 3 Wi-Fi зони кои што ќе бидат во Дебармало, Капиштец и на Сквер Јадран. Како општина инвестираме многу, во моментот во завршна фаза е, денеска ќе биде пуштена и новата страна на општината, во која што целта ни е да ја накачиме транспарентноста, да има што повеќе информации во делот на работењето на општината, во делот на буџетот, на јавните набавки, трошење на граѓанските пари. Правиме се како општина да ги олестиме и подобриме услугите преку самата дигитализација, за да граѓаните имаат побрз и подобар пристап во општина. Поедноставен е и пристапот, треба да граѓаните да влезат. Каков е пристапот до порталот? Порталот ќе го имаме до крајот на денот, веќе пуштен во... Не само на порталот, и на ГИС порталот до сега што се однесува, значи треба граѓаните сепак да следат, да аплицираат, да видат. Преку страната на општината може да влезат во ГИС порталот, каде што се најавуваат и се регистрираат. И сите овие алатки за нивни побрзи информации им се достапни на секој регистриран жител, без разлика дали е на општина Центар или било кој го отвара порталот. Го заборавив најбитното, тоа е мерачите за бучава. Проблем со кој се соочуваме како општина поради големиот број на кафеани, ресторани. Имаме одредени детектирани локации каде што има многу поплаки од страна на граѓаните и меѓу многобројните средби с кои што ги имавме изминатите години со жителите. Имаме одредени локали со кои што имаме проблем во делот на гласната музика. И покрај тоа што пишуваме голем број на казни преку нашите инспекцијски служби, следен чекор што го направивме, а тоа ќе почнеме уште во текот на оваа недела да се постават мерачи за бучава, каде што на одредени локации 30 кои што се детектирани од страна на службите, од страна на граѓаните со нивни пријави и поплаки, бидат поставени до почетокот на месец ноември и секој жител ќе има можност, слично како апликацијата за загаден воздух, да се уклучи на било која од овие поставени мерачи 30 и да види дали
фреквенцијата на гласна музика е повисока од дозволената, но и ќе им служи на нашите инспектори да можат полесно да видат каде некој не го почитува законот за да благовремено реагираат. Повеќе од општините веќе се во процес на дигитализација, меѓутоа Министерството за дигитализација има повик до локалната самоуправа, онамо каде што имаат потреба да аплицираат кај нив за средства. Во делот на општински страни и слично. Да. Ние како општина, како што кажа, веќе сме во завршна фаза со нашата нова страна, на која што ќе биде многу потранспарентна и од претходните. Целта ни е да има многу информации во истата, во делот на буџетот, на програмите, во делот на јавните набавки, информации за сите наши вработени со мејлови, телефонски броеви и нивна достапност. Значи, целта ни е да транспарентноста биде на највисоко ниво. И тоа ќе го направиме и го правиме, но сега ќе го докажуваме. Ќе оставиме можноста, како општина нема да аплицираме, поради тоа што веќе ја завршуваме општинската страна, и ќе оставиме можност да оние општини кои што немаат финансиски средства, имаат постари страни, да можат да ги возобноват истите. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас.